Добре дојдовте во збирната емисија за месец мај. Можеби најубавиот месец во годината. Месец во кој што дишеме со полни гради и живееме со сите сетила. А нашата и ваша Цвета Динева е задолжена за сетилата за вкус и мирис. Токму затоа, во мај ни подготви 3 прекрасни рецепти. Првиот рецепт за денеска е ќофтиња од тиквички и мелено месо. Ќофтињата се прекрасен оброк, вкусни и хранливи, но ако бидат направени само од мелено месо, се многу еднолични. Тајната е во додатоците кои се додаваат во смесата. Има 1001 комбинација, но денеска Цвета Динева ви предлага ќофтиња од јунешко месо и тиквички. Што друго го збогатува вкусот, ќе дознаете во продолжение. За да постои нашата емисија 1001 оброк, тука ни помагаат нашите пријатели. Многу ми е мило на душата што можам да ви кажам дека имаме нов пријател која подкрепува нашата емисија 1001 оброк, а тоа е Стоковната куќа МОС. Во Стоковната куќа МОС ќе најдете буквално се што ви е потребно за вашиот дом. Благодарности до нашиот пријател Центар за Сотонус лебот на минатото, сегашноста и иднината. Се е кажано кога ќе се каже дека е еден од 100 планетарни рекорди. Тука е и нашиот пријател Еси Джонсон со брендовите Аутан и Раид. Тука е и нашиот пријател АИА ИСО Консалтинг. Благодарност уште еднаш до нашите пријатели, а и вам голема благодарност што редовно не следите на ТВ екраните и по социјалните мрежи. Што ќе готвам денес? Што ќе се подготвува за ручек или евентуално вечера? Ќофтиња од тиквичка и месо мелено. Кои продукти ќе ги користам за подготовка на овие ќофтиња? Тоа е мелено јунешко месо, тиквичка, покрај тиквичката секако кромит, црвена пиперка, прас, млад кромит дополнително и брашно, како што знаете, користам од мелена леблебија. Сега ја земам тиквичката, ја лупам тиквичката пред да ја рендам, после од кој ќе изрендам, фино ќе ја истискам водата, сушност ќе дадам таа обврска на Ивана, зад камерата што ми е, да ја истиска убаво тиквичката и после тоа ќе ја вклопиме во состав со сите овие други состојки. Ја рендам тиквичката, а потоа ќе овие другите состојки, како што е кромидот, празот, јајцата, ќе ги ставам во нашиот блендер од брендот Арзум, се разбира од Стоковната куќа МОС, и ќе ги спојам тиквичката со месото и со изблендираните состојки во блендерот Арзум. И ќе добиеме ќофтиња, боли глава, во позитивна смисла на зборот, затоа што ќе имаме не само месо, ќе добиеме софтна нота од присуството на тиквичката. И потоа ќе го додадеме и брашното од леблебија. Сега ова ќе го дадам на Ивана да ми го истиска убаво, а јас во меѓувреме ќе ги сумелам овие другите состојки во Арзум, нашиот блендер. Ајде сега кромидот, овој виолетовиот, го сечам на покрупни парчиња и го ставам веднаш во блендерот. Така, виолетовиот кромид, да знаете, многу го препорачувам. Зошто? Затоа што има убаво присуство на јод. А ние сме цело време на ова наше поднебје буквално во дефицит со јод. Значи, нашата земја е сиромашна со јод, а јодот е од многу големо значење пред се за работа на тиреидната жлезда. И исто така го препорачувам виолетовиот хромид кај оние што имаат проблем со белите дробови, астма, бронхити чести и така натаму, за да направат чај од црвен кромид со се лушпа се вари. Сега да ги скршам јајцата. Во принцип, секој пат ставам во едно чинивче мало, ама сега
Ивана ми рече дека со ова тазе, селски јајци и затоа бев комотна да ги директно искршам во блендерот. Еве ги, навистина се одлични. И ниедно ќофте, ниедна плескавица не сме доди без лукче. Еве ова е младо лукче, пролетно. Ке го пресечам вака. Ке извадам горната лушпа, што е по-дебела. И половинката, само половинка ке ставам овој пат. Да не биде па многу на лук, па и да биде многу на лук, зошто да не. Лукот знаеме колку има антиоксиданси во себе, колку помага при грипозни состојби, при било што, бронхити и така натаму, така да не, море ќе го ставам целиот. Дори не ја извадив горната обвивка. Добра. Така, одма си ја пушти својата арома за мерак. Сега можам комотно со нашиот блендер Arzum, тоа е турски бренд, кој што опфаќа многу апарати за домаќинство. Од блендер, како што гледате, до air fryer, до мултикукер, до конјски робот, до пегли, правосмукалки и веќе не знам што да набројам. Навистина, бренд кој што си заслужува да биде дел од вашето семејство. За да си го олесните воопшто животот, треба да имате апарати кои ќе бидат ваши пријатели во кујната. Јас ги имам и многу сум задоволна. Ајде сега да го пуштиме нашиот блендер да работи. Јас малку се плашам од сите блендери, ама добро. Сега ќе се спријателам со Arzum. Малку ќе се потрудам. Сега да ставам сол, малку црвен пипер. Погледнете колку е ова убаво. Лежиште за нашите зачини, од сол до зачински билки и така натаму. Еве ставам сол. Ставам малку црвен пипер. Така, сите овие апарати на Arzum имаат 2 години гаранција и кога ќе си купите некој апарат, Стоковна куќа МОС ви дарува некој подарок. Па, појдете и видете дали ќе ви се допадне, а сум сигурна дека ќе ви се допадне. И сега и нив ќе ги измешам и одиме. Одлично. Ти благодарам. Супер. Одлично. Еве сега оваа смеса ни е готова. Пиперката црвена сакам да ја исечкам со ножевите, се разбира, од стоковната куќа МОС. Колку сакам ножко губаво сече, тоа е нешто посебно. Ги вадам нели малку овие семињата и ќе гледам поситни да ги исечкам. Сакам во ќофтето да се гледаат дека ги се присутни, ама да не бидат многу големи парчињата, па на некој не најде замерка. Вака. Еве ми ја тиквичката исцедена. Сега ќе го исечкам и младото кромиче, јако ставив внатре во составот. Сега повеќе ќе ми треба за декорација врз ќофтињата да добие фино на колорит. Значи, ставам пиперката. Да. Ајде сега да ставам и изблендираната смеса. Што има внатре? Има, значи, кромит, стар кромит, виолетов. Има млад кромит, прас, јајца, сол, малку црвен пипер, малку биберче. Еве сега да ги малку измешам овие состојки. Потоа ќе го ставам месото. Ајде сега да го ставам месото.
и фино да се измеша. Еве веќе овие состојки ги споивме. Сега е време да ставам од брашното, од леблебија. Вака. И ете. Доволно мислам, готово. Неколку лажици и ова е сода бикарбона, секогаш на меленото месо. Ставам и сода бикарбона околу едно мало лажиче. И сега внимателно мешање. Потоа ги обликуваме ќофтињата. Еве јас мислам веќе готова е измешана смесата, подготвена за термичка обработка. Да си ги направиме ќофтенцата. Еве како што гледате веќе ставам масло во тавата која е исто така од стоковната куќа Мост и ова шише со кое ставам масло исто така од таму. Еве сега ги формирам како елипси ќофтињата и малку ќе ги притиснам одозгора. Некако позгодно ми е така, на рака да си ги фатам. Прстенот е изваден, да не ми пречи и да биде строго хигиенски. Горе-доле се трудам да бидат еднакви, ама и да не се голема работа, ништо страшно. Ова малце поголем кој излезе. Еве, шубаво си одат. Еве ги нашите ќофтенца. Еве како ги подготвувам ќофтенцињата и гледам дека, нели, во составот секогаш, кога правам, користам многу зеленчук. Значи, тоа е тоа. Здрава исхрана без зеленчук не ја бидува работата, затоа што и, нели, јас со моја формула што имам воз, влезете возот во вода, овоше за зеленчук секој ден треба да конзумираме. Еве готови имаме сега веќе. Ги ставам на хартија за маслото да, нели, да се исцеди во хартијата. Опа. Еве го и ова ми е готово. Еве ги вадам последните. Ето, видно е нашите ќофтиња. Ајде сега да си ги сервираме нашите ќофтиња. Вака. Чинијата е преубава, исто, стоковна куќа Мост. Зарем се сумневате. Еве вака. Убаво ќе ви наредам, колку што можам, а мислам дека можам. Еве сега како што ветив и живи црвена пиперка, живи парченци не оставив. Зашто, нели, ви кажав, С витамин во црвената пиперка има многу и убаво е да си јадете почесто. Ова ми е големо парченце, црвена пиперка да си јадете почесто, ќе биде фино, за да снабдите С витамин доволно. Сега ми е мерак да ги раздвојам овие крукчињава, да направиме една фантастична декорација покрај чинијата што е преубава, да направиме и ние нешто дополнително во однос на декорацијата со младото кромиче и црвената пиперка. И навистина прекрасно. Така. И тоа е тоа. Мислам дека доволно ставив.
Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Потполно различно. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting печат на вашиот квалитет. Производството на здрава храна е иднината на човештвото. Еден од главните фактори за спас на светот сметам дека е здравата храна. Затоа, биди дел од иднината. Запишете се во училиштето во кое што ќе научите како се произведува здрава храна. Бидете другари со животните. Запишете се во најдоброто средно училиште Паке Миладиновци, најдоброто ветеринарно училиште во Македонија. Да се дружиме? Училиште со најубав двор. Училиште кое е дел од природата. Учете во школа кое што има собствена зоолошка градина. Уписите се наскоро, а за повеќе информации јавете се на бројов или пишете им на нивната имейл адреса. Ве очекуваат. Вториот рецепт во денешната збирна емисија е пилешко месо со сладок компир. Најосновната верзија е печено пилешко со компирчиња, но денеска Цвета белото пилешко месо ќе го направи како пилешки прсти, а наместо обичен компир ќе стави сладок компир исечен како пилешките прсти. И сето тоа во ерфраер. Оброкот е здрав, а вкусот е прекрасен. Погледнете кои се зачини додатоци учествуваат во прекрасниот вкус. Што е тоа денес што ќе подготвувам како оброк, кој може да биде во функција на ручек или вечера. Тоа е пилешко месо со сладок компир. Што се ќе користам како продукти за да го подготвам овој денешен рецепт. Користам пилешко месо како пилешки стек, користам сладок компир, користам брашно од леблебија и ќе користам исто така и сусам. Ајде јас да си почнам со подготовка на мојот денешен рецепт. Значи месото ќе го сечам на коцкички. Овој пат нема стандардно да го подготувам месото, нели во тава и така натаму, туку ќе користам ерфраер од стоковната куќа Мос, од брендот Арзум и навистина нешто што ќе го олесни готвењето, кое ќе даде здрав начин на подготовка на храната, затоа што нели во ерфраерот со топол воздух не користиме масноти многу. Јас ќе прснам малку масноти, ама буквално ќе прснам. Значи нема да користам голема количина. Еве сега го сечам месото. Го ставам на помали коцки да биде поинтересно. Еве вака. И сега го значи месото пилешко ќе го комбинирам со сладкиот компир, а сладкиот компир си одговара во комбинација со месото, затоа што нема многу скроп во себе
и дигестијата ќе биде горе-доле олесната. Исто така, брашното од леблебија не е обично брашно кое што е скроп и кое не се поднесува во желудникот со протеините од пилешкото месо, туку има протеини во себе и има многу фибри, односно растителни влакна, кои што ќе ни го овозможат доброто варење на храната во желудникот. Еве пред крај сум со нашите коцки од пилешки стек. Еве ни ги коцките пилешко, ги ставам во чинијава. Еве го Ивана ми го излупи бататот, односно сладкиот компир. Сега ќе го правам вака на елипси. Опа. И после ќе видите како ќе ги сечам тие елипси. Многу е цврст, значи бататот, многу е корисен. Има бета-каротен во себе, многу. Дури чинам дека и повеќе од портокалот содржи бета-каротен, односно провитамин А, кој што е висок антиоксиданс. За се е корисно, но за видот посебно, за очите. Еве сега ќе сечам вака ситни прачки, тенки поправа, не ситни, туку тенки прачки, и некако да дојде во, еве, вака, со коцките од месо, различни форми, а горе-доле, кога ќе ги ставиме во ерфраерот, да може да ги истовремено термичката обработка да се направи. Како што кажав, значи бататот си одговара во комбинација со месото, има сладкаст вкус, но и затоа се вика сладокомпир. Но, за разлика од обичниот компир, кој што го качува шеќерот на луѓето во крвта ако го јадат нели повеќе, бататот има понизок гликемиски индекс, просто кажано, кога се јаде батат, односно сладокомпир, нема проблем никаков во однос на качување на шеќерот, посебно ако е подготвен еве вака во комбинација и со месото, ако е на пареа подготвен, ако е варен. Но ако е стриктно само печен, тогаш веќе е подехидриран и тогаш гликемискиот индекс е малку повисок. Но како и да е, и не е толку висок, за да речам диабетичари дека не смеат да го конзумираат, односно смеат без проблем. Ајде, сега еве се исечкано, земам да зачини. Видите колку убав ова аксесуар за овие теглички со зачини. Се ова што гледате во нашата кујна, што ни изгледа преубаво, сите овие елементи се од стоковната куќа МОС. И многу се радувам, еве, убаво ми е кога гледам колку ни е убаво се тука и до украси, до елементи што ги користам во приготвување на храната. Се чувствувам фино, убаво ми е. Еве сега малку и црвен пипер, бибер, сол ставив, црвен пипер. Не се претерува, значи. И сега овде имам внатре балзамико сос, балзамико сос, соја сос и малку љут зачин во течна форма. И сега и нив ќе ги ставам вака, пред да ги измешам. И ќе ставам и од брашното од леблебија и се фино да се измеша пред да го ставиме да се подготвува термички во што? Во ерфраерот Арзум. Ерфраерот е навистина многу квалитетен. Морам да напоменам дека со купување на ерфраер или друг таков апарат за домакинство во стоковната МОС добивате и подарок и гаранција 2 години и што подобро тоа. Прекрасни апарати, производството е турско. Високо квалитетни турски апарати за домакинството. Од блендери, од
кажи го прво смукалки, што и да ви текне, значи сите тие конски апарати може да си ги најдете во стоковната куќа Мост. Ајде сега да ставам и од брашното. Помалку ќе ставам за да можам фино да измешам. Еве вака. Ајде. Полека, со трпение, без брзање. Храната треба да се подготвува со љубов, без нервози, без никакви напнатости и така натаму. Еве сега пак ќе дотурам од брашното. Значи ова е леблебија измелена во вашиот блендер. Ќе ви дојде добре да имате во секое време една тегла полна и кога ви треба да згусните манџички. Еве вака сега за во ерфраерот. Значи цело време нека ви се наоѓа при рака. А и сега ќе додадам малку и сусам, и тоа е интегрален сусам. Интегралниот сусам, за да ви кажам, е плод на природата кој, запамтете го ова, интегралниот сусам има највисоко ниво на калциум во својот состав. Ама не белиот сусам, туку овој интегралниот сусам. Значи и сооднос со магнезиумот натрие 2:1, онака како што е потребно на нашата клетка. Сега јас мислам ова е веќе готово. Ајде сега да си го подготвиме нашето јадење во ерфраерот. Ова е силиконско чинивче, да го речам, сад. И сега ставаме од подготвените пилешки коцки со бататот, кој што е во форма на прачки, и на 2 пати оваа количина ќе биде подготвена, затоа што не можеме наеднаш толку голема количина. Ама во еден наврат ова е богами за некои 3 луѓе доволна количина. Ова мислам сега што го ставам. Значи масло не се става, тоа е бенефитот. Јас чисто малку ќе прснам, колку ете така ми е некако шмек, малку маслиново масло да се стави. И после тоа го ставаме према упатствата на ерфраерот Арзум, некаде околу 25 минути оваа комбинација со пилешкото месо и со бататот. Бататот бара малку повеќе овакво време, но бидејќи јас препорачувам секогаш зеленчукот кога е термички обработен да крцка во устата. Кога се готви класично во вода, доктор Мателјан, кој што е врвен светски стручњак за здрава исхрана, вели дека зеленчукот, моркови, сладок компир, да не ги набројувам, броколи, карфиоли, највеќе треба 7 минути да бидат во фаза на вриење и ништо повеќе од тоа. Еве, ова е доволно сега за во еден наврат, и јас сега ќе прснам малку масло, буквално малку, колку заради шмек, а вие не мора. Кој си држи диета во смисол на намалување килограми, ич не мора да става масло. Јас прснав, ете видовте колку. Сега подготвената смеса, мевце и батат, еве ги, веќе се подготвени да влезат во нашиот Арзум ерфраер. И еве го 180 степени, 25 минути го стартувам. Ете така. Сега да видам на половина време од почетокот како стојат нашите мевца, бататот, и малку да ги промешам. Еве, првата
како да кажам, тура ни е готова, сега ќе ја ставиме втората. Убаво изгледа. Еве го малку ни е запеченко, фино. Како што гледате, маснотија скоро и да нема, нели ја стави сосема малку испрскав маслиново масленце. Колку малку од малку да даде така, мрсничко малку. Сега ставам втората тура, директно во истиот сад. Силиконска, значи, издела е ова. Чинија, поточно, силиконска. И еве го сега тука има малку повеќе од бататот. Добро. Сепак и овде ќе прснам малку масло маслиново. Ајде сега одиме повторно назад и одиме на 180 степени, некој прилика 20 минути. Готови сме. Крај, еве го. И сега доаѓа време и него да го сервираме. Ќе прснам малку и маслиново масленце и да не биде убаво на душичката. Еве малку сосот од балзамикот. Сега ќе прснам малку и од маслото. Да ставиме малку и чери доматчиња, половинки. И овде. Еве малку за декорација и свеж макдонос. И ова е, значи, прекрасна чинија со нашиот денешен оброк. Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Потполно различно. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Производството на здрава храна е иднината на човештвото. Еден од главните фактори за спас на светот сметам дека е здравата храна. Затоа, биди дел од иднината. Запишете се во училиштето во кое што ќе научите како се произведува здрава храна. Бидете другари со животните. Запишете се во најдоброто средно училиште Паке Миладиновци, најдоброто ветеринарно училиште во Македонија. И се дружиме. Училиште со најубав двор.
училиште кое е дел од природата. Учете во школа која што има сопствена зоолошка градина. Уписите се наскоро, а за повеќе информации јавете се на бројов или пишете им на нивната имейл адреса. Ве очекуваат. Третиот рецепт за денеска е пилешко месо со тестенини. Во претходниот рецепт ја видовме комбинацијата на пилешко месо со сладок компир. Во овој, пилешко месо со тестенини и тоа фусили. Или пак може и поинаку да се каже, фусили со пилешко месо и печурки. Како и да е, комбинацијата е прекрасна и превкусна. Значи, што се ќе користам во подготовка на овој рецепт? Пилешко месо во вид на стек, ќе користам веќе овде се сварени фусилите, печурки, кромит, лукче, доматно пире, малку суса, малку сенф, малку соја сос, малку балзамико сос. Јас сега ќе почнам со подготовка на нашиот денешен оброк. Ставам масло во тавата, маслиново масло за готвење што е. Сега неколку секунди ќе причекам да се притопли и го ставам месото кое што многу ситно го исечкав, за да ми оди убаво со фусилите денеш. Ајде сега малку да посолам. Доволно. Еве неколку зборови за ова навистина фантастично средство на компанијата SC Johnson од брендот Autan. Ова е Family Care, значи средство кое што го користиме и возрастните и децата за заштита од комарци и други инсекти и горе-доле по едно прскање не штити околу 4 часа. Таа формула што не штити од инсектите е на база на пченичен скроб. Ке намалам јас овде за да почнам во меѓувреме да го сечкам, да ги сечкам печурките и кромидот. Ајде прво печурките, вака, и уште двете шампиньонки свежи. Сега ги има многу избор на пазарите, така да тоа е одлична работа. Ајде малку бибер ке ставам сега. Доволно. Сега ќе намалам температурата и во меѓувреме го сечам кромидот на полукругови. И ги ставам веднаш во месото. Сега и лукчето да го исечкам. Ние сите овде обожуваме да јадеме лук. Кој не го сака лукот и не мора. Сега се нели до вкусот на луѓето. Ајде сега да го ставам кромидот кон месото. Ево вака. И фино ќе го измешаме. Еве сега малку ќе зголемам температурата затоа што го ставив кромидот. Еве сега ставам полека и од печурките. Сега тие ќе испуштат вода доста. И ќе причекаме да се издинстаат убаво со кромидот. Опа. Ево така. Јас сега ќе посолам уште малку, за да пушти печурката побрзо од своите течности, а и гледам да не се пресолам, да не пресолам. Добро, доволно. И пак малку биберче ќе ставам. Ете така.
И овој прибор со кој што работам е прекрасен од стоковната куќа Мос. Ќе почекам малку овие печурките да се соберат малку. Ајде, сега дојде време да го ставам доматното пире. Значи, сето ово оди на некоја пониска температура, средно ниска, како да речам. Како што гледате, нема загорување, нема ништо. Квалитетна тава, навистина. Сега ќе ставам и лукче, малку повеќе. Ова е пролетно лукче, така да не е толку силно, затоа го ставам во поголема количина. Еве вака. Да промешам. И ќе ставам малку и сусам, и тоа е интегрален сусам. Добро. Сега јас ќе ставам малку и црвен пипер, затоа што Виктор сака малку црвен пипер, еве ставам. Може и не мора, значи се ова по желба. И сега ќе ставам малку соја сос, не мора да ставате вие, исто така и за балзамико ова сос. И секако ќе си ставам и она што си го јадеме често и убаво е да се јаде се, тоа е сенфо. Еве малку и сенф ставам. И сега овој сос целосно со мевцето, со печутките, кромидот и така натаму е подготвен што? Да ги прими сега нашите тестенини, поточно фусилите. Ајде помалку ќе ставам и ќе ги размешувам. Добро. Фино сварени, седени, не преварени ни случајно, затоа што еве тука доаѓаат, значи во повторно во термичка обработка заедно со другиве состојки. Еве сега нашето јадење е готово. Ајде сега да си сервираме во убавата чинија. Ајде полека. Еве го се спои. Значи фусилите, односно тестенините, со мевцето, со печурките, со кромидот. Се е прекрасно. Ајде сега да овој аранжман да го надополниме и со 2 чери доматчиња. Еве вака. И да речеме едно мало гранче од Макдоналдсот ке ми дојде убаво. И еве го нашиот денешен оброк од тие сите 1001 оброк. Еве неколку зборови за овој производ на компанијата SC Johnson од брендот Rite. Ова е спреј против секакви летечки инсекти, а сега е време кога доаѓаат инсектите буквално во една навалица. Се попрскува во било која просторија кај што имате проблем со инсектите летечки и потоа остава една фина пријатна арома, така да имајте си го дома, добар пријател ќе ви биде. И сега останува да се заблагодарам на нашите пријатели, а тоа се Жито центар со Тонус Левот. Тука е и стоковната куќа Мос со огромната широка палета на своји производи. Тука е и компанијата SC Johnson со брендовите овој пат Ауtan и Rite. Тука е и АИА и со консалтинг. И вам голема благодарност што не следите верно и едва ја чекате следната емисија во следната недела. Бидете ми поздравени, имајте убав ден.